комисијата како превентивно тело беше основана во 2002 година со Законот за спречување на корупција, донесен истата година. И би рекол дека првиот состав што беше именуван од собранието се соочи, би рекол, со оние породилни, односно макина новороденче или предизвици за да си го заземе своето место во системот за борба против корупција во држава. Не беа лесни тие моменти, јас се сеќавам во тоа време, бидејќи комисијата кога беше основана немаше нити простории каде да биде сместена, беа сместени во една сала малечка во Министерството за правда, а ние неколку луѓе како дел од тогашниот секретаријат, односно беше тоа еден сектор во Министерството за правда, бевме доделени кон комисијата да дадеме стручна, техничка и административна поддршка. Веднаш се зафати комисијата, може да кажам, со сериозните предизвици со што ја преднезе, согласно законот што и беа доделени тие надлежности, и во меѓу другото, покрај оние превентивни аспекти, се зафати со отварање на предмети за сомнежи за корупција на тогашните функционери. Но и претходни. Се сеќавам на неколку предмети што беа отворени околу постапките за приватизација во тоа време или на годините што предходеа, каде што се имаше сериозни сомнежи за вмешаност или за корупција. Меѓутоа, она што највеќе би рекол ја одбележа ова првиот состав на комисијата и во јавноста беше еден предмет наречен Бачило, бидејќи тој предмет беше отворен врз основа на ревизорски извештај, меѓутоа вклучуваше високи представници, тогашни актуелни и од власта, но и други службени лица. По мене тој би рекол, би можел да го издавам вака како еден момент што го одбележа почетокот на оваа комисија и сериозноста со која што се бави. Но како завршија тие предмети и постапки што ги отворивте вие за приватизациите, знаете или веќе имате изгубено трага? Значи тие предмети што повеќето што беа за приватизација не го добија својот конечен завршеток, би рекол, нити во јавното обвинителство. Во тој период, како што реков, ова тело се соочи навистина со практични проблеми во своето функционирање. Најнапред се појави едно ново тело кое што веројатно на другите органи традиционално веќе воспоставени во системот, може би им пречеше на одреден начин и не ја сваќа доволно, навистина, нити сериозно или не сакаа да сватат позицијата на оваа институција. Од сите тие предмети, колку што јас се сеќам, само овој доби јавно обвинителска проследеност и судска на крај завршница овој предмет Бачило. Сето ова го следи сепак оваа ситуација и сите останати состави на Државната комисија за спречување на корупција, вклучувајќи го и на овој последен состав, че ние продуцираме иницијативи за кривично гонење, но за жал некако од обвинителството не се соодветно проследени. Во тој контекст морам да ве прашам, еве после дводецениско работење, ангажман во комисијата, прво во секретаријатот, сега и како член на комисијата, дали се чувствувате реализирано во оваа смисла, бидејќи ефектите од вашата работа не добиле реализација во јавно обвинителски процедури? Да, јас се осеќам реализирано и сето она што и ние го вложиме како последен состав од 2019 година навака, сметам дека повторно на одреден начин го возобновивме ова тело. Морам да кажам уште нешто, дека некаде во периодот помеѓу 2016 до 2018 година, знаете, ова тело навистина беше доведено на работ на постоењето, бидејќи дел од членовите си поднесла оставки, па беа разрешени од собранието, меѓутоа и меѓународните извештаи, европските извештаи за прогресот и напредокот на државата, констатираа дека телото не ги исполнува своите надлежности утврдени во законот, не е доволно проактивно, сосема е затворено кон јавноста, едноставно не се знаеше што работат членовите во тогашните состави. Овој состав од кога дојдовме ние, мислам дека успеавме да го возобновиме телото, да си го најде местото во системот каде што го заслужува. Во целиот систем за борба против корупција апсолутно е неопходно вакво тело кое што се бави со превенција, но и со
поттикнување, координирање на активностите и се разбира дури и во делот на поднесување на иницијативи или за одговорност или за кривична одговорност. Ние имаме голем број на иницијативи исто така поднесени и до јавното обвинителство, но и до другите надлежни органи. Донесовме антикорупцијска стратегија, направивме многу други истражувања што се од превентивен аспект, меѓутоа кои што си го најдоа местото во понатамошното проследување од другите институции. Изготвивме многу анализа за дискрециони овластувања околу вработувањето. Ако јас би го додал тука и можеби она што одбележа и оваа институција во 2019 година, отворивме огромен број на предмети за така наречениот непотизам во власта и ефектот од тие наши постапувања беше дека голем број од овие лица што беа вработени врз основа на или наводи за непотизам си поднесаа оставки. Што значи ефектот е постигнат. Се разбира, тука стојат и многу други наши активности што ги правиме, кои што соодветно таргетираат се одредени сегменти во општеството. Гледајќи наназад во овие 2 децении, веќе ги споменавте предизвиците со почетоците, но дали и понатаму и кои периоди мислите дека беа најпредизвикувачки за оваа институција? Како во смисла на незиното функционирање, но и во смисла можеби на притисоци кои што ги доживувала институцијата врз основа на незината работа? Па, како најзначени моменти е сигурно, пак ќе кажам, самото основање на оваа институција и напорите што ги вложија тогаш членовите на таа комисија да го ова тело навистина воспостават во системот да функционира. Низ годините, како што кажав, ова тело имаше периоди кога и навистина беше критикувано дека е недоволно транспарентно, проактивно или селективно во своето постапување, све до донесувањето на новиот закон за спречување корупција и сојузни интереси и формирањето на овој состав на комисијата врз основа на целосно транспарентен начин. И конечно тоа е и детектирано, односно нотирано во самите последни 3 извештаи на Европската комисија, каде што се истакнува позицијата, улогата и постапувањето на Државната комисија за спречување корупција и се повикуваат другите институции да ги следат препораките и иницијативите што таа ги дава. Знаете, овие тела се специфични тела. Не секогаш се добро прифатени од останатите институции во системот, особено на самиот почеток, меѓутоа и во текот на самата работа. Ова тело, првиот состав, како кажав, се затекна во едни несоодветни услови за да воопшто почне да работи. Меѓутоа тоа се однесуваше и на нашиот состав кој дојавме. Без соодветни услови за работа, со огромен број на надлежности утврдени во новиот закон, без материјални, без човечки ресурси, меѓутоа со ентузијазам, пак ќе речам, и со наистина посветеност и волја, може да се постигнат резултати, што е најважно да бидат признаени и тие од јавноста, од граѓанските организации и од меѓународната заедница. Не секогаш дека сме омилени кај власта, верувам дека е така. Не сме осетиле директни притисоци, меѓутоа може да се чувствува по тоа што нашите иницијативи не се проследуваат секогаш како што треба, за разлика и од препораките на Европската унија, може да се констатира дека треба власта во оваа ситуација повеќе да ги прифаќа нашите иницијативи и укажувања. Со какви ресурси и човечки и материјални располага ДКСК во моментов? Не во бројки се разбира, туку во смисла дали се остава институција која што во иднина може да ја врши својата надлежност, односно надлежности. Па ние затекнавме, пак ќе кажам, една ситуација на недоволни капацитети на секретаријатот, како поддршка нели на членовите на комисијата, меѓутоа успеавме сепак за овие 4 години во голема мера да се подобрат тие капацитети, во голема мера, пак ќе кажам, и со поддршка на меѓународната заедница, особено преку ИПА проектите од страна на ОЕПС, од страна на USAID и така натаму. Се уште ги градиме капацитетите. Може би не е во ред, знаете, едно вакво тело кое ќе се формира, да не му се дадат сите предуслови за да слободно може да си ги исполнува своите надлежности, туку во текот на работењето да се бори дополнително и со основните предуслови за работа. Но јас верувам дека до крајот на нашиот мандат, што завршува за 1 година, ќе успееме на тој нареден состав што ќе биде да му ги
дадеме, што се вели на одреден начин, основните, па би рекол и напредни предуслови веќе за работење. Ќе имаме воспоставено и сите потребни софтверски решенија што во голема мера ќе олеснат работата на институцијата, особено, јас би рекол, за ексклузивната надлежност на ова тело да ја проверува, следи и испитува имотната состојба на службените лица. Благодарам многу, Владо. Ви остал простор доколку подготвивте можеби нешто или ви лежеше на душа што сакавте да го кажете, во интервјуто немаше прилика да го спомнете. Па јас ви благодарам нели за интересот и да го реализираме овој разговор и да ги евоцираме на одреден начин случувањата во Државната комисија за спречување корупција од нејзиното основање па до денешниот ден. Знаете сами, следната недела ќе се одбележат 20 години од основањето. Па мислам дека ги кажавме сите поважни работи, се разбира, може многу уште да говориме и за надлежностите на ова тело, и за постапувањата на другите институции. Меѓутоа, еве да ставиме простор можеби за нека наредна прилика. Ви благодарам јас. Благодариме многу.